Кога одлуките се носат само од неколку луѓе, тоа представува закана за човештвото. Ова е став на претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова, која обраќајќи се на дипломатскиот форум во Анталија, Турција, меѓу другото зборуваше за наметнување на волјата и надгласувањето на големите врз малите и средни држави. What I also worry is the rise I have mentioned of authoritarianism, but also I could recognize the phenomena of Bonapartism, of Caesarism, of caudilism, because if the most important decisions are brought by several persons, it is a real danger for the humanity. Силјановска, иако не ги именуваше конкретно тие неколку личности, посочи дека во ерата на страшната криза на лидерство на светот му се потребни одговорни инспиративни лидери и политика заснована на докази, а не кој, кога и како победил. При тоа таа побара битка за меѓународното право, кое не е можно без стабилни институции. Според неа, за да се реставрира мирот, потребно да се нема двојни стандарди, за кои кажа дека постојат дури во третманот на жртвите. Силјановска во обраќањето на форумот се осврне на Балканот, за кој рече дека секогаш по сите основи бил дел од Европа и од Европската унија, всушност треба да значи Европа. И во тој контекст, како што посочи, поделбата на разликите меѓу Истокот и Западот според неа е вештачка. And so, now the question of EU enlargement is not just a political question, it is security question. Every day I hear, yes, you have to be resilient to threats by third actors and factors. Yes, but resilience is guaranteed when? If we are inside. Според претседателката не е доволно да се каже дека Европската унија е незавршена приказна без Западниот Балкан, туку е потребно Западниот Балкан да биде вклучен во унијата, иако е таму и во процесот на носење одлуки.